Власта не им дава многу надеж на малите партии. Промената на изборниот модел ќе оди тешко. Ова денес го потврди и министерката за правда Рената Десковска, која причината за речиси непостоечките шанси за промена на изборниот модел ги лоцираше во различноста на барањата на различни политички субјекти. Имаме предлози кои што се за една изборна единица, имаме предлози кои што зборуваат за намалување на бројот од 6 изборни единици, но да не биде една, значи 3 и слично. Веќе слушам во консултациите кои што ги правиме одредени експерти, дури ќе предлагаат и 8 изборни единици, но исто така слушнавме дека има политички партии кои што бараат мнозински изборен модел, така што тоа е еден спектрум на целосно различни ставови и доколку нема консензус, нема да има и промена на изборниот модел, така што јас многу не сум оптимист во делот дека ќе можеме да најдеме заеднички јазик, имајќи во предвид дека клучни политички партии се со целосно спротивни ставови за тоа каков изборен модел треба да има. Реакцијата на Десковска доаѓа откако 12 пратеници од помалите политички партии се со иницијатива за промена на изборниот законник. Наместо сегашните 6 предлагаат Македонија да биде една изборна единица. Од друга страна, гласачите исто така бараат СДСМ и ВМРО да направат место и за помалите партии. Треба сите, ако се уклучени у политиката, значи мора сите да бидат. Не може некој се двое дали била поголема партија, дали помала. Сите коли, како тука што гледаме на паркингот, се од Фиче до Ферари, значи и така и политичките партии. Од најмало до најголемо треба да си бидат рамноправни. Точно, и тие се во општеството. Тоа е, треба да и се даде. Значи треба да и се даде. Да. Колку ќе успеат, тоа е многу тешко. Многу тешко, пошто овие големите партии се одавна проширени, да още многу време ќе треба за да дојдат до израз малите партии. Ваков предлог и измена на моделот автоматски ќе значи и крај на сегашниот политички бипол и важно учество на малите партии во донесувањето на клучни одлуки. Промената на сегашниот изборен модел им дава шанса на најмалку 4 до 5 помали политички партии да обезбедат претенички места. Сега, за да влезат во парламентот, тие се принудени да коалицираат со големите партии, што нив ги прави лојални на коалициите, а не на гласачите.